Дојде време да ви ја кажам таа долгата приказна што ја ветив пред некој ден, пред недела и поише можеби, за како е да се живее во катарска куќа. Значи не во Катар, него во куќа со катарска фамилија. И како дојде до тоа. Сега, подолго е приказнава, пошто има поише и плюс некои прашања ми поставивте, па да ви ги одговорам и тие. Значи, у 2016, јас сум тука од 2013, ама од 2016 отвори фирма со партнерка од Катар, и со цел да заштедиме, сега сепак сме на старт да не плаќаме и кири и чуда за мене. На моје големо изненадување ме поканија да живеам кај нив, што е многу чудно, затоа што стварно тука катарците реално треба ептен да те чувствуваат близок за да те поканат на гости, на ручек, а не камали да живееш кај нив. Мислам тоа, јас стварно немам видено некој, освен ако не стапи во брак со катарец, пошто обратно е малце поретко, треба дозволи чуда ако катарка сака да се мажи со странец, не е невозможно, ама е потешко, затоа што треба да се земе дозволи од суд и слично. И мажите катарци треба да земат дозвола од суд за да се женат со било која странкиња, меѓутоа е многу полесно да се земе таа дозвола. И сега нема врска, и ме покани, сега мене срам, јас сум била кај нив на гости предходно неколку пати, ама некако е официјално на гости, значи само до собата кај што ја имаат за примање гости. И нема врска, сега мечка срам, а мене не срам. Викам, ајде, тоа е тоа, пошто реално заштедуваш 1500-2000 евра месечно на кирија. И отидов таму, ми дадоа една соба, значи нивната куќа, не се некој оние од тие шејци богати, кој знае колку, меѓутоа сепак секоја катарска куќа е многу голема и има минимум по 9-10 спални минимум. Сега како што им беше на 2 спрата, значи долниот дел име простор имаат меджлис. Тоа меджлис уствари е соба голема за гости. Значи таму примаат гости, не ги примаат горе во дневната. И сега многу интересно, секогаш на сите катарски куќи доле има приемот, фала Богу, затоа што глупо би било нели ако имаш гости па да ти поминат низ кај што седиш па да се качат горе, значи ја секогаш горниот спрат име нивни за домашните. И долниот дел значи има еден помал меджлис, значи да речеме за 10 души, една огромна соба као за 30 души и една дневна, ама таа дневна е као не е толку за седење, мислам пак може да седат 15 души, ама баш е како дневна направена. Иначе тие што се меджлис, како во коцка имаат само троседи, двоседи, така е како сте виделе сигурно. Цела соба е така, само со троседи и двоседи и масички секако. И сега таму, значи, тие 3 работи се, и има 2 спални, од кои што едната спална е за тие што им се куќни помошнички, и една има соба околу 40 квадрати, мислам малтене цел стан, што не ја користат и ми ја дадоа мене и цела ја опремиле со шифонјери, со кревети, со свашта. Имаше, ја поише после тоа за магазин ја користев, мислам пола соба ми беше за магазин, пошто работиме со трговија на храна и сите узорци таму, ајде, трупај. Како и да е. Реално повеќе бев горе него доле, пошто доле некако така како осамен се чувствуваш затоа што и самата куќа пошто е голема и празна има ехо целото. Така е, мислам на плочките, писони плочки немаат паркети. Барем тука сега немаат, не знам дали, не сум била у сите. И како и да е, како се одвива еден ден. Сите се бркаат своја работа реално. Значи овие беа фамилија од 5 деца имаа, значи мајка, татко и 5 деца, 3 машки и 2 девојки. Мојата партнерка не беше мажена, незината сестра беше мажена и живееше кај мажоти. Меѓутоа често доаѓаше на викенди, маши нешто работеше, поима немам некој тренер по атлетика, по не знам што, и често патуваше. Плюс после тоа и втора жена зема, така да некако беа поделени и она доаѓаше секој втор викенд или некогаш на подолго. Тогаш имаше 2 деца, па роди трето, сега знам дека има 5. Тогаш имаше само 23 години. Како и да е, децата ми беа ефтен симпатични, ги носев и школо, која им се спиеше на сите, а јас сум станата, многу ми беа срцки и ефтен си ги сакам.
Значи тоа, машките реално ептен да ги начекаш, сега ќе ви ги кажам и како се викаат. Девојчките се викаат Рим, мојата партнерка, Хулут, се вика сестра и машките Али, Султан и Абдула. Не можеш да ги начекаш нив. Сите тројца беа различни и најстариот Али беше најстар од машките, пошто се 2 женски па 3 машки родени. Се ви кажувам у детали за да го осетите како да сте били и вие таму. Али беше најрелигиозен, реално, и во армија студираше, има тука баш студии за да работат после тоа во армија. Султан беше таков као најфраер, стално нешто дотеран, намирисан, шмекер, имаше девојка дури. Ама таков најшармантен, а Абдула беше најмал и спортски тип. Скоро никогаш не го гледавме да биде облечен во тоуп, освен ако не иде во џамија. Претежно си беше шорцеви, капче, мајчка и тоа играше фудбал и немаше многу, он најчесто беше дома, некако не се дружеше многу со овие двајца, другиве беа излезени поише, особено Султан. И така, беше најблиска бев со него затоа што најчесто беше дома. Таткото, мајката е од Египет иначе. Се запознале кога бил таткото на студии таму. Јусуф се викаше таткото, го заборев. А мајката никогаш не научив како се вика, пошто имаше некој египетско интересно име и не ја научив, пошто таму сите ги викаме мама. Реално, дури и тие кухните помошнички ја викаат неа мама, баба, мама и баба. Не го викав, никако ми беше срам да го викам баба, ама не, си се навикнав и ништо не се разбиравме. Она само арапски не знае англиски, јас само англиски не знам арапски, ама си се дружевме и многу ме сака, искрено, цело време ме вика ти си македонската керка, ти си не македонската керка и Рим многу често одеше во Македонија и кај нас пиеше и беше, мислам, сега отиде во Англија, работи во амбасада, иначе, пошто во Министерство за надворешни работи работеше тогаш, а сега ја ставија во амбасада и не сме се виделе одамна, се надам дека е супер. Како изгледа ден таму? Значи, сите почнуваат тука да работат во 7. Значи, и мајка и татко и претежно катарците сите работат во администрација, во Министерство. Рим во Министерство за надворешни работи, татко и работеше во Министерство за култура, мајка и во Министерство за правда и така некако сите се со големи плати и реално, стварно, мислам дека имаше прилив сигурно $100,000 месечно од сите топтана кога ги собереме платите. И како што кажав, има, да сакав да кажам и од надвор, значи имаше, како пред да влезеш у куќата, право има уште една кујна, како таква отворена кујна за готвење, а лево уште еден меджлис за децата, таму се собира игра Sony PlayStation, чуда врагови. И уште полево собата за шоферот, значи пошто мора да има шофер. Сите имаат коли, ама мора да има шофер. Значи коли имаат реално едно 8-9 коли. Плюс татко и после тоа почна да собира такви олдтаймери, па имаше и такви некои 3-4 наредено, не им стига паркингот, мислам околу куќа се паркирани коли, плюс паркинг има за 5 коли и плюс внатре у двор уште може уште 2 да се паркираат. И плюс имаше една јахта надвор паркирана, а една јахта и на море, значи 2 јахти. Абе што да кажам, мислам сега реално. Ама не се понашаат така некако арогантно или не знам на ниво, едноставно си живееја најнормален живот со оглед на тоа што имаат поише пари. За разлика од тоа што имаат поише пари. И сите беа родителиве беа многу религиозни, значи таткото си стануваше обавезно, ќе се легне порано кај 11, ама обавезно у 3-3:30 зависи кога е молитвата, таа првата фаџр, оди у џамија и се враќа. 5 пати одеше у џамија, мајката не одеше у џамија, ама се молеше 5 пати обавезно на ден и тоа плюс после тоа читаше Куран долго и носеше никап, значи мајка носи никап, девојките не, само со шамија, значи. И ама си многу беше откачена, мислам, скоро се. И имав едно прашање дали се јаде заедно, дали јадат заедно. Претежно да, и сега не сите топтан, па дури ни тогаш евентуално за Рамадан кога има ифтар, па тогаш поголема група од фамилијата е таму, дури и гости може да им дојдат брат на таткото или ако дојде зетот или не знам што. Тогаш иначе 1 до 2 од децата од машкиве
знаеше да биде на ручек, на вечера не, многу ретко се сите тука на вечера, меѓутоа после работа, пошто сите завршуваат од 2 сата до 2:30, 3, веќе сите се дома и масата е поставена, се јаде на земја. Скоро никогаш немам јадено таму на маса. Да, не скоро никогаш. Значи се јаде на земја, се ставаат такви мушами на земја, перници има и исто имав и прашање дали јадат со прсти. Да, ориз, дури и ја јадев со прсти, затоа што е посладко, таткото обавезно јадеше со прсти, сега ретко некој, може и со вилјушка, ама не обавезно, со лажица се јаде ориз, не со вилјушка. И макарони и паста, све тоа со лажица јадат. И така интересно ми беше мене, секогаш срам, ама јадењето тоа, значи обавезно имаше секој ден пилешко и ориз. 2-3 врсти на ориз, со различни зачини, еден чисто белкаво пилав, другиот таков некој жут со појма, не знам какви зачини. И ориз, ама се не увикнуваш, нели? Имаше неколку пати, кога Рим мораше да оди на пат од работа, и ја ќе останам сама таму, леле, жив, срам ме јаде, и ќе излезам таму, нели, шоферот ќе ме носи негде, ја пошто не возам тука. Знам да возам во Македонија, ама тука никогаш не земав дозвола и не знам зашо. Ќе ме однесе и ете ги у 11 ќе ми се јават. Кај си што си демек да видат женско само, знаеш, они сега се чувствуваат одговорни кон мене, да не отидам негде, да не заглавам негде, да не отидам у диско. И тоа и премногу ги почитував, мислам сега си викам си имаат правила тука, се знае и тоа е тоа, нема заглавување до 2 до 3 кидам да се пиенчам или да ни цигари не пушев. Значи едноставно ќе ме прашаат како би можеш да не пушиш во Катар кога се вратиш, кога живеев кај нив тие 4 години, додека сум таму, не пушев. Викам така едноставно си го правиш клик он мозокот и кога ќе слетам таму едноставно ни алкохол ни цигари не ми се во глава. Тоа е тоа. Сега некојаш ако имам некоја желба или стварно ако сум на некој роден ден или нешто, ќе си изнаемам соба во хотел и ќе кажам дека ќе спијам кај некои роднини пријатели или нешто и ќе отспијам таму. Не сакав да одам, да мирисам на алкохол или на цигари, едноставно не сакав да ме видат у такво светло наше македонско, не дека нешто лошо ќе мислеа за мене, меѓутоа не го разбираат начинот на тој начин на живот. Овие помлади катарци сега студираат во Англија, во Америка, во Франција, друг менталитет се и многу се поотворени, има многу катарци што пијат тука. Меѓутоа овие се постара генерација и едноставно сакав да ги испочитувам, што мислам дека дури и кога беа постите, јас постев со нив. Мислам многу ме беше глупаво сега они ќе постат што ја ќе пржам кобасици таму. Си постев со нив, ме носеше мајка и неколку пати во џамија, така ќе ми дадат, си стојам се молам, не знам ништо. Ама самата енергија, не е ни важно, ја сите религии си ги почитувам, кој како си сака, меѓутоа убаво е кога си дел од нешто, многу е убаво, глупаво да се двоиш, а те примилат дома. Сега не дека јас сега треба да сменам вера, меѓутоа едноставно си ги почитувам нивните традиции и нивната култура. И мислам дека тоа беше окей. Сега живеам сама, сега си правам што сакам. Дали научив арапски? Не, знам да пишувам. Ова како ќе се убедам со некоја, тоа е прашање што сте ми го поставиле. Не, разбирам доста, знам да убацам по некој збор, реченицата кога ќе ја склопаме, сигурно без некој глагол или нешто фали у таа реченица, ќе спојам 5-6 именки, ама се разбираме, нема везе. И тоа, треба да никогаш, затоа што сите скоро зборат англиски тука и едноставно не научив. Многу ми е криво, знам да пишувам и да читам, тоа е најважно, ама не знам што читам. Дали се држат за рака, имав едно прашање. Да, се држат за рака, ако се во брак, мислам сега затоа што не дека е забрането, него овде многу се негуваат тие, мислам, образот на фамилијата да се зачува и достоинството и тоа некој да не си го испрелјаат образот фамилиарен, не се држат само заради тоа. Иначе овде ни шамија не е обавезно, луѓето што мислат дека не знаме е обавезно по закон да се носи шамија, не. Значи ни катарците, ни никој, ни муслимани не мораат да носат шамија ако не сакаат. Меѓутоа, за да не речата е ова видео таа и таа фамилија, не носи шамија, аха, распуштеница, или не знам што, е само заради тоа носат шамија. Затоа што овде не е како кај нас што има 500.000 презимиња, нели во Македонија. Тука се да речеме некои 100 презимиња
И се знае кој од која фамилија е. Значи тие фамилии се со многу деца и многу и се знае одма која фамилија е лоша, која е со бедуинско потекло, кои се шиици, кои се богати, кои се црнци, кои се белци, и едноставно се знае и не сакаат да кажат да ги видат и да речат ева, и затоа што со тоа цела фамилија уствари ја отцрнуваш. Што друго? Дали што ме прави? Многу мене ми е многу симпатично тука, значи едно време гледав по огласи како се продаваат броеви. Броеви лесни, телефонски броеви, сега некои број, пример 777, 6655, нешто така, по 8 бројки имаат. И викам, која будала сега би си купила лесен број вака? Нема овде ако одиш во мобилен оператор да речеш сакам овој број, сакам лесен, нема, каков ќе се падне таков. И после ги продаваат ако на некој му се падне лесен. И после сватив зошто. Зашто кога машките ги купуваат, зашто кога одат во негде во мол, се одат машки и женски посебно, и кога се разминуваат, машково и го шепка бројот на девојката. И сега она ако сака после ќе му се јави. И сега многу е полесно ако и шепнеш 7776655 него 734 нема да го запамти. И ги купуваат со таа цел за да кога ќе го шепне, она го запамти и после тоа или од кола им фрлаат, значи како ливчиња и им фрлаат од кола бројче и после си се допишуваат, си се прават и така интересно е. Не знам што прашање имав друго, не е ни битно. Како и да е, животот у катарска куќа стварно е многу различен. Значи, ништо не пипаш со прсти. Значи, ти перат, ти пеглаат, ти готват, ти чистат. Значи, дури ти е непријатно од тие кукните помошнички слугинки, сега нема везе, што едноставно не ти даваат ни да раскренеш. Мислам, ни да измиеш садови, ни да ништо. И така, 4 години си поминав таму и ми беше многу убаво. Многу привилегирано се осекав искрено и не ми веруваа луѓе дека кога ќе им кажам дека живеам таму. Една од неубавите работи што ги мислам за тие што се кукни помошнички е што сите тука што имаат кукни помошнички без разлика дали се катарци, не е дека само катарци имаат кукни помошнички дадилки. Сите кои што можат да си приуштат фамилии, дали се од Индија, дали се си имаат, и сите скоро се облечени во пижами. Тоа не се пижами, тоа се униформи, меѓутоа личат на пижами и кога ќе ги видиш низ трговски центри, баш како пижами се облечени. И сега, например, ако една фамилија има повеќе кукни помошнички и дадилки, имаат иста униформа за да се знае дека овие се од таа фамилија. Ми почна алармот, чекајте сега ќе доснимам. Дали се жените подчинети од сопствените мажи и синовите, да речеме, машките деца? Не. Значи, во оваа куќа, верувам дека и во повеќето, мајката е закон. Мислам, мајка на Рим, кога се развикаше, тоа машките пеперивка со навидната глава. Ако каже она нема искачање, нема искачање. Ако им се јави и им каже доаѓај одма, доаѓаат одма. Значи, никако не беше она подчинета, мислам, дури со маши незини, со синовите незини, нема шанси да не ја послушаат. Мене ми беше од неа некоја штраф кога се развика, викам, леле, не излагам сега да не ми се развика и мене. Од татко ми беше срам, пошто нели постар човек, ама од неа нема шанси, мислам, сите и се плашеа. Така да тоа дека жените дома ги затвараат у соби и не знам што, теорија нема. Мислам, не знам, тоа се веројатно некои медиумски пропаганди против исламот, меѓутоа ја тоа не го видов дефинитивно. Што прават за викенд? Ништо не прават за викенд. Сега тие што пијат, машките претежно, значи не смеат кај што се служи алкохол, не смеат да се оди во традиционална облека. Машките ко машки или дури девојки ќе се пресоблечат у нормална облека и идат љокаат пиво, што сакаат, виски, едно друго. У последно време многу почнаа младите генерации да пијат алкохол. Тоа е тоа за викенд. Одат у кино, одат по молови, во лето одат по молови, во зима искачаат, шетаат, јадат. Тоа, трошат пари, шопинг. Нема, не знам како и сите ние што правиме. Ништо не правиме. Живееме. Дали е вистина дека одат по гости мажи и жени посебно? Да, значи за тоа се тие меджлис. Ако, например,
само мажи или само жени, ако се и мажи и жени, нели, се уодвоени, имаат два меѓлиса, затоа нема шанси да имаат само еден, него минимум 2 до 3. Дури сум била и на 2 катарски свадби, на девојките женскиот дел, у машкиот дел си прача, сакаат, играат таму со некои мечеви за играат традиционално, имаат телефони, кај жените не се остава телефонот пред да влезеш и тогаш кога ќе влезеш, сите ги вадат чамиите, се соблакаат по фустани што коштаат 1 тон пари, тие што не се мажени се гледаат да се покажат убаво пред некоја баба, мајка, нечија што има син, може би нешто ќе се договори, пошто постојат тие договорени бракови. И тоа е тоа на свадбите, значи баш се игра, се прави, се јаде. Кога ќе дојде зетот, значи кога доаѓа зетот со неговата тајфа, брат, не знам тоа кумови, не знам дали има тоа, мислам дека не, стварно не сум размислувала и не сум прашала, него кога ќе дојде со фамилијата, со најблиските, најавуваат, доаѓа младоженецот и сите ги ставаат чамиите едно друго и они влагаат и ќе седне младоженецот до невестата и им фрлаат пари, идат на честито, пари фрлаат, пошто немаат доволно, па овие да им додадат. Ситни пари реално. И после ќе си оди, продолжува забавата и тоа трае едно 4-5 сати. Таков им е обичајот за свадби, што друго да кажам, не знам. Тоа е моето искуство тука. Мене ми е убаво, сите ме прашуваат како отиде таму, како можеш да живееш. Има многу предрасуди стварно за оваа земја. Точно е дека е различно од кај нас, ама не е дека сега тука стварно не тепа. Жените биле непочитувани. Така исто збореа за светско првенство, нема да се има толку лоша кампања, се тераше толку медиумска лоша кампања против Катар. Се беше у најдобар ред, ја не сум видела боле светско. И луѓето што беа тука, што иделе по разни земји на светско, викаат, ова е толку организирано, затоа што мала земја реално, од еден до друг стадион стигнуваш за пола сат. Не треба да патуваш од Мексико до Америка или со авиони, со чуда, па гужви, па тепачки. Немаше овде ништо, никакви инциденти, ништо. А што се однесува до тоа жените дали се вакво, значи каде и да одиш, жената има предност. Значи имаш дури и кафе некогаш да купиш, ти пишува само за мажи, само за жени. Во метро фамилиарно, само за мажи или ергени или не знам, мислам, имате предност секаде. Во банка кога беше ковидот, се чека ред нели да се отвори и ако видат жени, прво нивки ги пуштат, а после овие нека чекаат. Мислам, стварно сме привилегирани, реално сме привилегирани, а не обратно. И така, дечки. Тоа е мојата приказна. И убаво да си живеете. Не знам што да кажам. Ајде, чао.